Иако неколку нови лекови се најдоа на последната позитивна листа, онколошките пациенти понатаму не ја добиваат целосната терапија што им е потребна. Од Сдруженијето Хемаонко велат дека новата листа е чекор напред, но не е доволна за да се обезбеди континуиран и целосен третман за пациентите. Дел од терапиите се уште недостасуваат, а тоа создава неизвестност и страв кај болните. Предупредуваат и дека покрај недостигот од лекови, сериозен проблем представува и се помалиот број на медицински сестри во здравствениот систем. Понекогаш се 2 сестри на 100 пациенти. Тоа е испод ниво на цела Европа, на цел свет. Во други држави, еве да речеме Словенија, например, што сакаме да се прилагодиме на тој здравствен систем, така ни е кажано од Министерство, таму има една сестра на 4 пациенти. Замисли разликата, а кај нас имаме 2 сестри на 100 пациенти. Во болниците, особено во онколошките одели, работи премал број медицински сестри, што го отежнува процесот на лекување и ја намалува ефикасноста на здравствената заштита. Во овој момент, според оние бројки што ги имаме од Институтот за јавно здравје, во Македонија има 9200 медицински сестри. Ако ја земете стандардната бројка наспрам бројот на жители, значи недостатокот е околу 45%. Значи во овој момент. Меѓутоа може да имате некои институции во кои што е доволна бројката, меѓутоа имате во секундарното и во терциерното, каде што се лежишките болни во стационарите, сериозни дефицити, како што се и овие специјалните области каде што ни се пациентите од онкологијата, хематологијата и други. Од Министерството за здравство признаваат дека здравствениот систем се соочува со недостиг на кадар. Оттаму велат дека проблемот со онколошките пациенти ќе се решава со дисперзирање на третманите и отворање нови центри во Штип, Битола и во болницата 8 септември во Скопје. Како би можеле што подостапни да им бидат услугите на медицинските на онколошките пациенти. Меѓутоа друг проблем е што и на клиниката на онкологија истото го посочија дека има недостиг на кадар, односно има недостиг на медицински сестри, акушерки, болничари и дека нивниот број поради многу работи од тешките околности под кои што се извршува работата, дека мора да се работи на зголемување на кадарот. Само оваа година во земјава се регистрирани 1200 нови пациенти со рак на дојка, а бројката расте од година во година. Сдруженијето Хемаонко апелира на редовни превентивни прегледи, особено кај жените над 50 години, и предупредува на важноста од водење здрав живот.